Веднаш по дневникот следува најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Останете со нас да ги проследиме најновите информации за денес. Започнуваме по краткиот џингл. На државното првенство во кикбокс во младинска и кадетска конкуренција учествуваа преку 200 учесници од 17 клубови во Македонија. Штипскиот кикбокс клуб Гладиатор освои 7 медали на државното првенство за јуниори и кадети, од кои 6 златни. Штипскиот кикбокс клуб Гладиатор освои 7 медали на државното првенство за јуниори и кадети во Штип, од кои 6 златни. Викторија Варадинова е најуспешна со 2 златни медали. На државното првенство во кикбокс во младинска и кадетска конкуренција учествуваа преку 200 учесници од 17 клубови во Македонија. Надпреварувачите на нозе ги издржаа надпреварите кои траеа повеќе од 9 часа. Вкупно се одржаа над 70 борби. Тренерот на штипската екипа Кирил Нацев го истакнува големиот успех на младите штипски кикбоксери кои во силна конкуренција стигнаа до медалите. Од штипската екипа први места во кадетска конкуренција освоија Божидар Јанков и Викторија Варадинова, 2 први места. Со медали се закитија и Јован Арсова, Бажа Главев, Јован Ѓошев и Михаил Димитров. Од екипата на Гладиатор од Скопје први место освоија Гордан Трајков и Милан Стојановски, а втори и трети место Стефан Гранчаревски, Мила Багиовска, Боријан Дуковски и Јовица Кикеновски. Одбојкарите на Пробиштип се пласираа во финалето на националниот куп, откако и во реваншот лесно го совладаа тимот на Лирија. Одбојкарите на Пробиштип Весна Акумулатори се пласираа во финалето на националниот куп во одбојка, откако и во реваншот лесно го совладаа тимот на Лирија од Джеровијане со резултатот 3:0, односно 25:14, 25:21 и 25:15. Пробиштипјани на првиот меч славеа со максимален резултат и само рутински го заверија пласманот во големото финале. Победникот во овој меч беше познат уште во првиот меч на гостински терен, па затоа на реваншот шанса добија и неколку помлади одбојкари на Пробиштип Весна Акумулатори. Овој викенд се одигра 24-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Да ги проследиме резултатите. Шкендија стигна до минимална гостинска победа на Филип II од 0:1 над Работнички за продолжување на победничката серија во првата македонска фудбалска лига. Ова беше првиот меч од 24-тото коло кој се одигра во саботата. Остатокот од колото се играше вчера попладне. Вардар и по 24-тото коло во првата македонска фудбалска лига ја задржа предноста од 5 бода во однос на Шкендија. Црвено-црните во помалку тензична атмосфера славеа на теренот на Шкупи со 0:1. Единствениот гол го постигна Филипе во 70-та минута. Фудбалерите на Силекс пак со победа против Ренова во 24-тото коло од 1:0 направија голем чекор кон пласманот во фудбалска Европа. Штипска Брегалница пак забележа убедлива победа од 5:0 на гости во Охрид кај Младост и во последниот надпревар од ова 24-то коло Металург Турново заврши со резултат од 0:1 за гостите, односно за Турново. Моменталната табела по одигрувањето на 24-тото коло изгледа вака: Вардар е на врвот со 58 бода, Шкендија има 56, Шкупи и Силекс по 34 бода, Работнички 33, Ренова 25, Хоризонт Турново 24, Брегалница 23, Младост 16 и Металург на последната позиција со 15 бода. А кога сме веќе кај фудбалот, викендот се одигра и 15-тото коло во третата фудбалска лига. Се одигра 15-тото коло во третата фудбалска лига Исток, коло во кое највисоката победа ја забележа тимот на Плачковица, екипа која во Радовиш го совлада Карбинци со високи 8:0. Висока победа од 4:0 забележа и тимот на Академија Пандев кои ја совладаа Брегалница голак со 4:0. На останатите 4 надпревари 3 победи забележаа домакините, а една гостите. Беласица неочекувано загуби од Напредок Здравје со 1:3, додека домашни победи обезбедија Слога која го совлада Осогово со 1:0. Саса од Македонска Каменица која по подолго време забележа победа и славеше над Работникот 2:1 и тимот на Штипски баби го совлада Овчеполе со 2:0. На врвот на табелата се наоѓа тимот на Академија Пандев која предничи со 41 бод пред тимот на Плачковица со 39. Ова се екипите кои до крајот на третолигашката
конкуренција ќе водат битка за влез во втората лига. Останатите екипи Беласица, Овчеполе и Брегалница Гола, кои се наоѓаат на третото, четвртото и петото место, се без шанси за вмешување во борбата за највисок пласман. Женскиот кошаркарски клуб Клубски обезбеди пласман во Final Four над преварите од првата кошаркарска лига во женска конкуренција. Женскиот кошаркарски клуб Клубски Патриот од Делчево обезбеди пласман во плейоф над преварите од првата женска кошаркарска лига на Македонија. Во последниот надпревар од правенството со убедливи 87-30 го совлада тимот на Шкупи, со што го освои второто место на првенствената табела. Ова воедно и трето-второ место кое го освојува во последните 5 години и воедно и 5 учество во плейоф над преварите, каде екипата од Делчево има едно финале. Полуфиналето кое го игра со кошаркарскиот клуб Студент од Скопје, Клубски ќе го одигра веќе наредниот викенд, а екипата од Делчево е голем фаворит и ќе има водство од 1:0 во првиот надпревар, бидејќи се сметаат победите во претходно одиграните надпревари во првенствениот дел. Ова ќе биде одлична покана за љубителите на кошарката во Делчево следниот викенд да гледаат интересен надпревар и да го прослават влезот на Клубски во финалето на плейофот на преварите. Со резултатот 34:20, женскиот ракометен шампион на Македонија Вардар во првото четвртфинале од Лигата на шампионите убедливо го совлада норвешкиот тим Ларвик. Женскиот ракометен шампион на Македонија ЖРК Вардар во првото четвртфинале од Лигата на шампионите во Скопје убедливо го совлада норвешкиот тим Ларвик со 34:20. Оваа предност секако на Вардар ќе им дава големи шанси пред реваншот и секако можност за пласман на уште еден Final Four турнир во Будимпешта. Амандин Лейно е можеби и најзаслужената ракометарка за фантастичната победа на ЖРК Вардар над екипата на Ларвик во првиот четвртфинален дуел од Лигата на шампионите. Со убедлива победа од 34:20, Вардар ки ширум си ги отворија вратите кон место на Final Four турнирот во Будимпешта, а Лено беше клучниот фактор за убедливиот триумф. Француската интернационалка на голот на Вардар прими само еден гол во воведните 17 минути од мечот, овозможувајќи ЖРК Вардар уште на почетокот да ја наметне двоцифрената разлика, а сосема заслужено е избрана за една од трите звезди во колото во Лигата на шампионите. Првата информација во Спорт Плюс беше за кикбокс клубот Гладиаторот Штип, кој освои 7 медали на државното првенство во Штип. Во продолжение ќе ве запознаеме повеќе со клубот. Веднаш по ова следуваат спортските информации од Европа и светот.
Јас сум Кирил Нацев, тренер на кикбокс клубот Гладиатор од Штип. Кикбокс клубот Гладиатор функционира веќе 5 години, така да можем да се пофалам за нашите успеси со балканско прво место, интернационално прво место, два пати трето на европско и оваа година Викторија Варадинова европски prvak во Хрватски Карловец. Кажете ни колку членови брои клубот и која е најмалата генерација што тренира овде? Па вака сега, значи активни спортисти имаме некаде околу 8-9, зависи. А инаку одзивот е некаде околу 20 до 30 члена. Значи најголема бројка нашиот клуб е достигнал некаде до 80 членови. И тоа е тоа, значи. Еве гледам овде и мали дечиња, па кажете ми од кога тренираат овде и какви амбиции покажуваат досега? Вака сега на наши изненадување децата се 2009 генерација, значи работат прекрасно, значи зачудувачки, така да ќе видиме натаму како ќе биде со нив. Колку пати во неделата тренирате и како се одвива еден ваш тренинг? Вака сега, значи ние тренираме понеделник, вторник, четврток и петок. Кога имаме некој позначаен надпревар, тренираме секој ден. Така да тренираме, некојаш тренинзите траат и од 4-5 па и до 6 часа. Значи доста напорно и мокотрпно, така да не е лесен спорт и затоа нема во толку многу голем одзив како во другите спортови. Како што кажав претходно, да ни објасните накратко како започнува тренингот, колку сата трае и кои се вежби ги тренирате овде? Овака сега, најпрво почнуваме со загревање на телото, разгибавање на телото, па имаме техника, имаме кардио вежби и тоа е тоа. Значи вежби за сила и така. Што планирате во иднина, на кои надпревари ќе настапувате? Вака сега, значи кај нас континуирано има надпреварувања, така да тешко е да се излезе од форма, еднаш кога го влезеш и нема излегување. Така да сега следе надпревар ни е Босна, Балканско првенство и се надевам дека ќе освоиме добар успех. Ќе донесеме нови титули на нашиот град. Само да им кажеме на гледачите каде се наоѓа клубот и кој се може да дојде овде да член. Клубот се наоѓа во основното училиште Гоце Делчев и секој кој што има силна желба може да дојде слободно да проба. Дали ги имате основните услови и реквизити и дали ги задоволува вашиот клуб? Да, значи со тешка работа успеваме некако да дојдеме и до опрема. Тешко е до спонзора да се дојде во ова време, така да основните реквизити за тренинг, спаринзи, борби ги имаме. Колку време вие се бавите со, така кажано, со овој спорт? Јас моите почетоци се од 96 година, септември месец, така да во овој септември јубилејно 20 години. Ево да ни кажете кои се вашите најголеми успеси кои што сте ги постигнали, на кои надпревари се имате надпревар? Мој најголем успех е четврто на светско. Значи тоа беше едно големо искуство за мене. Потоа преминавме во неколку профи борби и така. Дали има некој друг што им помага на членовите освен вас? Да. Значи за овој клуб стои цел тим начело со Ристо Огњанов како председател. Значи без тој тим овој клуб не може да функционира. Од кога сте регистрирани како клуб и дали освен овој клуб, дали постојат и вакви други во Штип и во регион? Вака сега, овој клуб е регистриран веќе 5 години. Значи под Светска федерација, под државната федерација, значи има доста клубови кои што се диви и така, знаеш. Си тренираат собрани дечки на еден куп и си формираат клуб. Така да еден апел до оние што сакаат вистински да спортуваат и да се бават професионално или рекреативно нормално,
да бират во кој клуб ќе одат, затоа што нивните успеси нема да важат никаде во ниедна архива нема да бидат прибележени. Еве, изминатата година се доделува и награди и признание од општината. Дали еве некој од вашиот клуб се закити со таква награда? Да. Викторија Варадинова и Божидар Јанков беа на избор на спортист на градот, така да можеме да се пофалиме и со нив и се надевам дека и оваа година ќе постигнеме истиот резултат. Само за крај да ни кажете дали еве има простор за сите членови така, за сите што би сакале да се вклучат овде во клубот. Да, значи таа желба, значи некој кој се одлучи веќе да тренира кикбокс мора да има силна желба. Ние сме тука за тоа и се надевам дека ќе има млади, ќе има и доста одзив за да извадиме доста добра и репрезентација нормално и да можеме да се пофалиме по светот секаде.
Екипата на Реал Мадрид успеа да извојува победа на гостувањето кај Барселона со 2:1. Реал славеше на Ел Класико, а победничкиот гол гостите го постигнаа со играч помалку. Триумфот е уште позначен за кралскиот клуб, бидејќи беше направен со пресврат. Барселона победе во 56-та минута со голот на Пике, а во 62-та минута изедначи Карим Бензема. Во 83-та минута, поради втор жолт картон, беше исклучен Серхио Рамос кај гостите, а 2 минути подоцна Кристијано Роналдо го постигна победничкиот гол. Реал Мадрид по пауза од 4 години ја победи Барселона на Камп Ноу. Најдобриот светски тенисер Новак Џоковиќ триумфираше на Мастерс од 1000 во Мајами. Тој во финалето го победи јапонецот Кеј Нишикори со 2:0. За србинот ова беше 28-та титула на Мастерс 1000 турнирите, со што стана рекордер, поминувајќи го досега најуспешниот Рафаел Надал. На новата ранг листа Џоковиќ е прв со 16.540 поени, пред Енди Мареј кој има 7815, а следуваат Рожер Федерер со 7695 и Стан Вавринка со 6370 поени. Во топ 5 се наоѓа и Рафаел Надал со 4955 поени. Перо Антич поднесе граѓанска тужба против полицијата во Њу Јорк, како што пренесуваат американските медиуми. Македонскиот кошаркар Перо Антич, поранешниот играч на НБА со остав од Атланта, поднесе граѓанска тужба против полицијата во Њу Јорк, а се очекува истото да го стори во текот на оваа недела и крилото на популарните јастреби Табо Сефолоша, известуваат американските медиуми. Тужбата е поврзана со инцидентот од април минатата година пред ноќниот клуб во Њу Јорк, каде што двајца кошаркари беа уапсени. Голем скандал е на повидок во англиската премиер лига. Влијателното издание на Sunday Times открива дека повеќе од 150 спортски звезди во Велика Британија користат допинг. Според пишувањата, меѓу тие спортисти голем дел се и фудбалери кои играат во премиер лигата. За сега не се откриваат имиња, но се споменува дека има играчи од неколку екипи. Освен фудбалери, меѓу оние кои земале недозволени средства имало и велосипедисти, боксери, тенисери и играчи на крикет. Барселона треба да се сретне со Атлетико Мадрид во четвртфиналната пресметка во Лигата на шампионите и тренерите полека ги темпираат формите на своите фудбалери. Но тренерот на Атлетико Мадрид ќе има проблеми да го надополни отсуството на Стефан Савик, кој повторно се повредил овие денови и скоро сигурно нема да настапи против Барселона. Другиот надпревар од четвртфиналето се помеѓу екипите на Баерн Минхен и Бенфика. Надпреварите започнуваат во стандардниот термин 20 часот и 45 минути. Everybody be cool, this is a robbery! I couldn't say a word of styling. Coco, Choco, Chanel, Coco. It's not like few people. Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni, Polska. Por eso se oye este refrán, que viva España. Por eso se oye este refrán, que viva España.
day one to try to catch this Tweety bird. Sorry. She's my sister. I love my sister. It's over, Johnny. It's over. Мама, я тебя люблю. Выздоравливай. I can hardly express. So you wanna be a champion? I want a number 6 supersize with the Sprite and large fries. Mustard ketchup only, please. But don't you forget that cheese. I gotta. Did you get that? Let's get ready to rumble! I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. Ви благодарам што останавте заедно со нас. Се гледаме наредниот понеделник во стандардниот термин 20 часот и 30 минути. Останете со програмата на Канал Плюс. Пријатна вечер.